Председателот Обама се сретна со група републикански законодавци во Белата куќа вчера попладне во уште еден обид за постигнување на компромис. Еден час подоцна, страните изјавија дека нема напредок и главната пречка останува здравствената иницијатива на председателот Обама. Спикерот на представничкиот дом, Џон Бейнер, ги обвини демократите за одбивање да преговараат. Во време како ова, американскиот народ очекува нивните лидери да се здружат во наоѓање решение за разликите. Председателот повтори вечерва уште еднаш дека нема намера да преговара. Лидерот на демократското мнозинство во Сенатот, Хари Рид, изрази разочарување што републиканците не сакаат да разговараат за новиот буџет, туку само за привремена мерка за отварање на владата. Ние имаме плафон на задолжување што ни се заканува и Бенер сака да работи само на краткорочна резолуција. Ние сме загрижени за долгорочни фискални проблеми во државата и тоа го кажав. Пред средбата, председателот Обама за CNBC телевизијата рече дека тој направил секаков напор да соработува со републиканската партија безуспешно. Тој рече дека друга привремена мерка за трошоците ќе им даде на законодавците време да преговараат за реално нов буџет. Ајде да дојдеме до буџет што на луѓето ќе им овозможи долгорочно планирање, што ќе ни овозможи справување со фискалните проблеми на разумен начин, дури и за прашања како здравствената заштита. Председателот Обама рече дека затворањето може да престане во секое време, доколку Бейнер, главниот републиканец во представничкиот дом, ќе дозволи гласање за отварање на владата на сегашно ниво на финансирање. И кога ќе гласаат за тоа Конгресот навреме да ги плати долговите за Америка, да не влезе во несолвентност. Тогаш сум подготвен да имам разумни цивилизирани преговори за цела група прашања. Но Обама кажа дека некои републиканци се подготвени да дозволат Америка да не биде во состојба да си ги плаќа долговите за прв пат во историјата без оглед на последиците, само заради обсесијата со Законот за здравствена заштита, што Конгресот го има усвоено и што е потврден како уставен. Дали тоа ме прави гневен? Апсолутно, зашто ова е сосема непотребно. Обама сака да го крене лимитот за позајмување пред рокот од 17 октомври. Тој кажа дека ако затварањето продолжи, ќе има катастрофални последици за американската економија.